Значи има доста малумни рационализации во врска со пропелерот на Грчев. Она што ние го викаме денес државното знаме, па мислам дека ќе биде корисно да кажам 2-3 збора со кои што се надевам дека ќе ги одговорам најпростите прашања околу тоа дали и колку треба да се користи тој символ од страна на луѓе кои што се сметаат себе си за патриоти. Кратко по прогласувањето на независна Македонија, понесени од тогашната геополитичка ситуација каде повеќето луѓе веруваат дека човештвото е на граница на решавање на сите минати проблеми. Исконски, мудар и културен народ како македонците направи неколку космополитски и великодушни исчекори во име на оставање на старите разлики помеѓу нас и нашите соседи во минатото. Еден од тие исчекори беше и промената на символот на знамето, една прекрасна стилизација на сонцето од македонската аргеатска кралска династија, така наречено звездата од Кутлеш, кој што не беше во употреба долго пред да ја променат. Значи, тоа знаме звездата од Кутлеш беше донесено како државно знаме на 11 август 1992 година по предлог на тогашниот независен пратеник во првиот парламент по име Тодор Петров. И интересно е дека тој имаше конкурс за идејно решение на македонското знаме, на новото знаме на новата држава. Тодор Петров ги заобиколи предлозите кои што биле примени на конкурсот, кој бил објавен на 25 март 1992 година. И фактички ниеден од примените идејни решенија не бил прифатено, туку бил прифатен предлогот на Тодор Петров. Македонското грбословно друштво има објавено статија во која се реконструирани овие предлози според опциите во тоа време. Се ќе го замолам Маце да ни ја прикажи таа. Така. Значи, сите овие линкови што ќе ви ги покажувам вечерва ќе бидат во описот долу ставени, можете да си ги видите намира дома. Значи, овие се предлозите кои што биле даени тогаш на конкурсот распишен од 25 март. Еве гледаме дека првото е шифра Мако со предлог на значи идејата била да се предложи и грб и знаме. И овие не се вистинските предлози, туку се предлози кои што биле реконструирани од некои членови на Македонското грбословно друштво според описите што можеле да бидат пронајдени од тогашните весници. Значи, едното гледаме знаме во кое што стилизацијата на сонце е ставена во еден штит, ги има зраците и позадината е бела со две црвелини горе и долу. Ова е една од варијантите, имало варијанта каде што наместо бела позадината била жолта, каде што пола од позадината била црвена, пола била жолта и така натаму. Тоа е едниот предлог што бил тогаш, да речем, поднесен. Вториот предлог за грбот го има горе сонцето, стилизација на сонце, а долу има стилизација на вода. И знамето е, не знам, мислам, фала му на Бога, ова што не испадна, многу матна верзија на знаме. Ова било под шифра 5222. И следната шифра, малце подолу, тоа е шифрата Феникс 92, грбот е класичен македонски грб со лав, само боите се, да речем, сменети, црна и црвена во, да речем, стил на ВМРО, а додека идејата на знамето била, што знам, ова некоја стилизација триаголна, не знам, ја пиши предлогот на знамето е дадено во 3 варијанти во црвено-бела боја без апликација на грбот. Едното е хоризонтално поделено, другото е вертикално стропило. Третото е комплексно уметничко знаме. Needless to say, никој од овие не биле прифатени, еве има уште едно, може да ги доразгледате сите на линкот. Никој од овие не било прифатено, туку било прифатена стилизацијата на македонското на звездата од Кутлеш. Тоа е, да речеме, на сонце кое што се наоѓа на кој што беше пронајдено на кралската гробница во Кутлеш, по грчки Вергина. И, значи, знаеме, после имаше доста компликации со грбот, не беше донесен, знамето се донесе и така натаму, и така натаму. Значи, тоа конечно беше донесено
рековме во како државно знаме на 11 август 1992 година. Од денешна гледна перспектива, често луѓето неправедно му препишуваат одговорност за измислување на ова знаме на Тодор Петров, но поверојатно е дека тој од позиција на вечен председател на човек организацијата Светски македонски конгрес бил сведок на користење на ова знаме од нашинците во диаспората уште од раните 80-ти години. Светскиот македонски конгрес е основан во 1990 година, значи ова знамето е донесено 92 година, а 91 година Тодор Петров станува независен пратеник во првото парламентарно собрание. И Аце ќе те молам да го пуштиш што тоа е знамето на Република Македонија, символ на Република Македонија и ние се гордееме со него. Тоа е прекрасно. Само една мала земја може да има такво убаво знаме. Значи, со апсолутна, не знам како да кажем, со апсолутна акламација беше прифатено сонцето, не заради тоа што е доста, да речем, сразмерна и пријатна геометриска конструкција, туку и заради тоа што воспоставуваше директна корелација со македонската, со старата македонска историја. Значи тоа беше еден символ, да речем, на исконската историја на Македонија. Сега кога човек живее на територија на која исконски символи се секојдневие, ние македонците во тоа време покажавме великодушност и разбирање за историскиот момент и избравме еден друг, исто исконски символ за сонцето како символ на нашето знаме. Промената се случи на седница од 5 октомври, одиш со видеото, на седница од 5 октомври 1995 година, под идејата дека ќе направиме добрососедски компромис кој што ќе ни ги отвори, да речем, ќе не отвори днината кон некаков компромис со кој што ќе можеме да живееме со нашите соседи. Осмислението Македонски Хералд, број 5 од јули 2011, кој постои во дигитална форма на интернет, идејниот творец на новото компромисно знаме, Мирослав Грчев, ја пренесува историјата на неговото создавање. Ќе го замолам Аце сега да ни ја прикажи, иначе пак ќе кажам, сите овие линкови ќе ги имате долу во описот. Сега се најубаво да одиш ти фул скрин овде, каде што аз ќе прочитам некои мали делови од описот на Грчев. Значи не фул скрин, сакав да кажам, нема потреба аз да сум на екран. Ако одиш на третата страница, тука, значи Мирослав Грчев во потрага по новото знаме. Што се дури читам, ти слободно скролај малце надолу, да се гледат таму некои од, да речем, идеите што ги поднесу Мирослав Грчев. Значи едно што велика, работата требаше да се заврши за непристојно кусо време, значи ова сега го пишува Грчев, за помалку од еден месец, а политичката атмосфера во која се водеа преговорите за привремената спогодба со Република Грција налагаа графичкото решение да се работи во целосна дискреција. Ова е многу интересно сега. Координатор на проектот и програмски директор кој одлучуваше во име на нарачателот беше тогашниот министер за внатрешни работи Љубомир Фрчковски. Значи гледаме дека ова од крајно тајни услови, значи немаше јавно распишан конкурс, туку му беше зададена задача на Мирослав Грчев од програмскиот директор кој одлучуваше во име на нарачателот, кој бил нарачателот не знаеме, бил Љубомир Фрчковски. Понатаму подолу пише вака: Презистирањето на символот на сонцето како единствен мотив на новото државно знаме требаше да обезбеди символички континуитет и со звездата од Кутлеш, на која новото сонце не смееше да наликува, но и со звездата петокрака, која е, да не заборавиме, звезда како и сонцето, со која се роди македонската држава 50 години порано. Графичките решенија на државното знаме и државниот грб, изработени во еден примерок, како макети, му ги предадов на председателот на државата Киро Глигоров на 4 октомври 1995 година. Значи еден ден пред да се гласа за ова. А ако скролдиш малце надолу,
ќе видиш, скролни. Еве ги решенијата кои што Мирослав Грчев значи дел од 12 решенија кои што Мирослав Грчев ги понудил. Значи го гледаме некое слично на сегашното, па не знам, варијанта како јапонско знаме, па со поголем диск, па не знам со 4 зраци сонце, кој што да речеме тој опишува дека многу христијански изгледал, па не одговарало со мултикултуралноста на државата, па со 8 зраци, па не знам 8 зраци сечени и така натаму. Шо вели сега? Значи, му ги предадов на председател на државата Киро Глигоров на 4 октомври, ден пред закажаната седница на Собранието на Република Македонија, на која тие требаше да се усвојат. Утредента, по усвојувањето на новото државно знаме, ме пресретнаа две изненадувања. Сознав дека државниот грб воопшто не е дошол на дневен ред, а дека донесеното знаме не е урамнотежената финална верзија во златна пропорција, туку првично сирово решение на форматот 1:2. Значи, фактички тој сваќа дека значи објаснува дека го изработил знамето во некоја посебна пропорција за естетски да добие некоја форма, ама после на крај видел дека верзијата на знамето е фактички првата варијанта, кој скролниш малце нагоре, ќе можеш да видиш. И значи слично на оваа верзија, и се интересната работа е дека првичното сирово решение, згора на тоа, значи се пишува Грчев, некој очигледно во последен момент ги одвоил зраците на сонцето од дискот и ги оставил пресечени несмасно да се шират како штици. Јасно ми беше дека дизајнот беше жртва на ноќна политичка дебата, во која компромисот беше очигледно игнорантско наградување на графичкото решение, реализирано таа ноќ буквално на колено. Што сака да кажи Мирослав Грчев со ова? Значи тој даде 12 предлози и само да кажам дека тој пишува дека неговата омилена верзија ако скролниш малце нагореце, неговата омилена верзија ова со големото сонце, кое што излегува малце од таа верзија, затоа што е како тробојно знаме, ама не е да речеме тробојно знаме со 3 вертикални линии, со 3 вертикални сегменти, туку е централниот сегмент е сепак во стилизација на сонце. Значи тој омилена му била таја и да речем во еден момент мислели дека не знам успеал да ја продај како добра варијанта, ама на крајот гледа дека тие сепак се одлучуваат за првата верзија и то не чистата прва верзија што ја дизајнирал Мирослав Грчев, туку некоја изгрдена верзија која што има црвен обрач, ако сите знаеме како изгледа моментално знамето, има црвен обрач помеѓу, значи сонцето и зраците не се споени, туку се одделени. И са ова, значи тој вика некој ова го има сменето. Подоцна ќе се дознае дека авторот на интервенцијата врз делото на Грчев е професорот Костадин Танчев Динка. Костадин Танчев Динка, кој во својата монографија издаена во 2019 година пренесува дека на предлог на кабинетот на председателот под координација на Стојан Андов, Зоран Крстевски и Стево Црвенковски, изработува идејно графичко решение за ново државно знаме кое го доставува до собранието и кое е идентично со на крајот изгласаното знаме. Што значи, помеѓу народот, да речеме, останува верувањето дека идејните решенија дека идејното решение за новото знаме го изработува самостојно Грчев, ама овде гледаме дека финалниот, да речем, дотерувач и автор на самото знаме е професорот Костадин Танчев Динка, кој на оригиналниот предлог на Грчев направил некои измени и така да завршивме со оваа верзија на знамето која што имаме денес. Можете да прочитате во написот на Грчев во Македонска хералдика дека значи се нервира тој многу во врска со ова промена што му направиле, не знам, пропорциите му ги уништиле и се вака некако пишува. Очекувам да дојде тој ден во Македонија каде што ќе се реевалуира естетската вредност на тоа решение и некако ќе се адаптира на верзијата што сепак тој ја имал за да биде поубава. Значи, фактот дека луѓето веруваат дека ова е изработено од Мирослав Грчев додатно го проблематизира самото знаме.
Мирослав Грчев е добро познат негатор на македонската посебност и историја и како таков е најверојатно последниот кој требало да се ангажира за оваа работа. Значи, гледано од историска перспектива, може би токму затоа бил избран да го изврши ова предавство. Се ќе замолам Маце Македонската држава ево и клипот. Ајде. Македонската држава е буквално измислена во Југославија, а со неа и нацијата, јазикот и незината култура. Ова е ставот на Мирослав Грчев, даден за проект наречен Музеј на Југославија, каде што се собрани видео искази од интелектуалци од сите држави наследнички на СФРЈ. Данас враќамо у доба за нас македонце преднатално. Пре него што е македонска држава у крајем Другog светског рата буквално измишлена у оквиру Југославија, основана, за први пут и у њој е еманципована и македонска нација, и македонска култура, македонски језик, сви македонски символи, сви македонски сва уметничка достигнуќа. Министерството за култура. Океј, може и тука да прекинеме. Сега, многу луѓе ја доведуваат промената на знамето на 5 октомври 1995 година во корелација со атентатот на Киро Глигоров, кој се случи 2 дена претходно, на 3 октомври. Но многу работи се случуваа околу таа дата. Например, на 2 октомври во Белград беше подпишена спогодбата за нормализација на односите со СР Југославија, исто од Киро Глигоров, а на 13 септември беше подпишана, значи некој месец пред тоа, беше подпишана некој месец, туку еден месец пред тоа, беше подпишана привремената спогодба со Грција. Имајќи во предвид дека промената на знамето беше веќе долго во тек уште пред атентатот, ваквите конструкции и корелации помеѓу атентатот на Киро Глигоров, нешто во смисла како затоа имаше атентат на Киро Глигоров, за да се смени знамето, значи таквите работи мислам дека не држат многу, немаат многу кредибилитет. Сега вреди тука да се каже дека во тоа време, иако промената на знамето многумина го доживеа како удар врз нашата сувереност и слобода за самоопределба, целокупното македонско општество скоро без исклучок направи напор да го присвои тој нов символ и да го прифати како нивни. Дури некои интересни работи, некои познати фаци, подкупени од тогашната владеачка култура, дури објаснуваа како овој новиот символ бил уште подревен од звездата на Кутлеш. Да Скратокото од Кутлеш па ни дадоа осмол крако сонце, иако историски гледано, ако се отворат правите правилно, ако се истретира историјата, ќе се види дека осмокракото сонце е постаро од 16 кракото, бидејќи секој символ кој е поедноставен постара од оној кој е покомплициран. Барем по една логика. Меѓутоа сме си ако не знам дали некој очекуваше дека ќе го видиме Миленко кај што прави рационализација за, да речем, за вредноста на променетото име. Меѓу луѓето кои што го прифатија новото име бев и јас. И скоро сите што ги познавам или за кои што сум чул од Македонија. На многу луѓе, вклучувајќи ме и мене, им требаше долго време да го прифатат новото знаме, но запамтете дека тогаш отворен антимакедонизам немаше. Се беше представено како начин да се постигне компромис кој немаше да им биде очигледно дисбалансиран кон едните и према другите, како што е, например, дисбалансиран през Спанскиот договор. Меѓународните организации не беа толку компрометирани колку што се денес и голем дел од народот во Македонија го свати овој потек како конечен напор да се нормализира односот помеѓу нас и еден од нашите соседи. За да се разбериме одма овде. Ваквото десување не беше слабост. Македонците покажаа уште еднаш, како и илјадници пати во историјата, дека не се малодушни ситничари и покажаа почит и емпатија кон групата разулавени хиени кои што беа нашите соседни земји. Никој не може да ги обвини македонците дека не направиле исчекори кон своите сограѓани и соседи, дури и под услови кога мислеле дека тие исчекори се погрешни. И дури и под услови кога тие исчекори биле изнудени. И никогаш нема да прифатам дека тие исчекори биле грешки. Напротив, тие уште еднаш покажаа која култура на овие простори е древна и сигурна во себе. Поминаа од тогаш 30 на години. Во меѓувреме,
Светот кој изгледаше како да е на раб на рајот, пропадна во длабочините на пеколот. Се повампиријат старите комуњарски апетити низ цел свет и во дел секако тука на Балканот. Македонската мудрост и емпатија беше доживеана како слабост и Македонија беше прогресивно се поотворено напаѓана. Денес сме жртви на отворена кампања на антимакедонизам, првенствено од нашите соседи, комши и пријатели, а потоа и од меѓународните организации кои го гледаат конфликтот околу Македонија низ призмата на нашите малодушни соседи. Пропелерот на Грчев не е дизајнерски грдо решение, нити е некој измислен символ кој тука никогаш го немало. Ништо од тоа не е причина тој символ да се презира или да се отфрли. Но од денешна перспектива, јасно е дека тој символ, како и да изгледа, го символизира првиот чекор на одмакедончувањето на Македонија. Фактот што тој символ ни беше наметнат и дека ние искрено се обидовме да го прифатиме, од оваа перспектива е символ на слабоста и будалаштината на македонците. Будалаштина затоа што сме верувале на таа идеалистичка слика на светот која, сакал некој тоа да го призна или не, ние ја создадовме како концепт, уште од Александар, па преку Гоце Делчев, но истовремено и слабост, бидејќи денес не сме доволно силни таа идеалистичка слика да ја спроведеме во пракса. Така да, денес македонски патриот може да има само длабок презир кон тој символ на изневерени очекувања, на длабоко предавство на основната македонска идеја. Не треба да се мрази дека е грдо или дека го направил Грчев, туку дека тоа символизира трн во ногата на македонизмот. Кога почнав да го објаснувам ова во јавност, преку општествените медиуми, еден од одговорите што ги добивав беше ова знаме, пропелерот на Грчев, било натопено со крвта на бранителите во 2001 година и дека треба да се почитува ако веќе не се сака. Мислам дека е крајно нечесно да се оправдува користењето на овој понижувачки вентилатор со крвта на бранителите. Македонија, кои тие ја бранеа, ја изгубија, уште тогаш, во 2001 година. Државата чие државно знаме е ова кое сега ни се подметнува, дека било некако знаме на бранителите, е онаа која не им дозволи на бранителите да одбранат државата во 2001 и онаа која некој од нив до ден денешен ги држи во затвори, а некои други од нив, како например Стојанче Ангелов, ги наградува заради нивното северџанско предавство. Луѓе се луѓе, символ е символ. Друга поплака на комуњарите и душманите е дека овој символ, звездата од Кутлеш, не бил секогаш присутен на овие простори, па затоа сега нашата верност кон него е некако фабрикувана. Барање на историско оправдување за да си го користиме оригиналното знаме, што си го одбравме сами по осамостолувањето, е погрешна стратегија. Нема потреба да докажуваме дека тој символ од секогаш постоел во нашата историја. Тоа е безсмислен критериум, според кој било кое знаме не би требало да може да се користи за било која држава. Македонското знаме е вистинскиот символ на македонците, а не вентилаторот на Грчев, затоа што сами си го одбравме, без присила и без тој избор да ни биде изнуден заради компромис. Не мораше да биде сонцето од аргатската македонска династија, можеше да биде буквално шо било. Можеше да биде дури вентилаторот на Грчев, под услов сами и без присила да си го одбравме. Како што стојат работите, стилизацијата, символот не се толку важни колку што е важен контекстот во кој што тоа знаме беше донесено и контекстот во кој што тоа знаме беше, во кој што оригиналното знаме беше заменето. Така да не се фајкајте за орото, го измисливте тој символ, не постоеше пред 100 години. И така да е, имавме право да си го измислиме. Таквата расправа е диалектичка стапица, дизајнирана да ве чува во еден магепсан круг. Тие што го користат вентилаторот на Грчев се предавници, глупаци или изгубени. Нема повеќе изговор човек да не знае што символизира македонското знаме, а што символизира пропелерот на Грчев. Разликата е слободната волја, не историскиот континуитет или значењето или убавината на поединечниот символ. Денес тоа знаме, пропелерот на Грчев, е символ на Северџанистан. Тој е првиот атом од чудовиштето што стои сега пред нас. Символ на понижување на македонскиот народ. Затоа не треба се толерира негова употреба никаде
каде окупаторот не го наметнува тоа со репресивниот апарат на државата. Нема изговор за незнаење на својата историја. Не знам, младо било некое дете, не знаело за друго освен за тоа знаме, не знам, гледало спорт по тоа знаме или слични работи. Тоа се само рационализации за слабаци и кукавици. Возрастните луѓе се тука да си ги воспитаат децата, а не да им простуваат кога тие упорно прават глупости. Пропелерот на Грчев е знамето на окупација на Македонија. Веј си го ако сакаш, ама немој да глумиш патриот. Не си патриот, туку си будала.